Во ек на енергетска криза, централната власт, наместо да им помогне на локалните, им врши дополнителен притисок. Градот Скопје не може финансиски да придонесе во покривањето на дел од високите трошоци на БЕК за набавка на природен газ, вели председателот на Советот на град Скопје Трајко Славевски. Пристапот не е официјален, не е премногу сериозен. Председателот на регулаторна комисија на енергетика кажува едно, министерот за економија кажува друго. На градот Скопје никогаш во минатото немало практика да поддржува приватни компании, приватни предпријатија. Во овој случај владата има ресурси, има можност, ако нема доволно средства во буџетот и од оние средства што се од задолжување, да обезбеди сметките на граѓаните и за топлинска енергија да бидат на едно подносливо ниво. Ваквото барање од владата дојде истиот ден, кога сите општини здружено побараа помош за покривање на трошоците за струја, бидејќи дел од нив добија и 5 пати повисоки сметки. Според познавачите, ово отвара повеќе прашања. Зошто со народни пари се субвенционира приватна компанија и дали со ова не се дискриминираат оние кои не се греат на парно? Тие предупредуваат дека локалната власт и без тоа се соочува со сериозен проблем, и тоа откако струјата драстично поскапе. Повикани се општините да бидат солидарни и да помагаат во решавањето на кризата со топлинската енергија. Кој ним да им помогне на тие исти општини во снабдувањето со електрична енергија, затоа што или договорите им се раскинати од снабдувачите, или пак преминуваат кај снабдувачот во крајен случај, каде што знаете како е берзанска цена плюс 50%. Професорот Константин Димитров за Алфа рече дека владата мора подитно финансиски да им помогне на компаниите и бара сериозно решавање на проблемот, за сиот товар да не падне врз гребот на граѓаните. Кој што водел некаква поправилна национална политика, сега нема толку скапо да плати. Кој што летоска свирал, сега ќе игра така во една басна вела. Не може, не се решава во енергетика ништо преку ноќ. Се планира секогаш на 10 години однапред. Па се гради и потоа се користи. Не може вие сега. Има итно решение. Преку ноќ може. Ама е многу скапо. Па што знам, еве владата нека зголеми на сите платите пута 2. Лесно ќе биде да ги платиме по скапени цени и за грење и електрична. Ама кај ќе најде пари? Економијата е легната на колена. Немаме производство, немаме извоз доволно. Според најавите, владата ќе покрие 80% од трошоците, а бара останатите 20% да дојдат од општините. Со тоа, разликата од регулираната до реалната цена би била покриена од државниот буџет, за што ќе бидат одвоени најмалку 5 милиони евра, а град Скопје би требало да издвои 1 милион. Инаку, според последниот достапен финансиски извештај, Балкан Енерџи Груп во 2019 година имал заработко 982.000 денари, а во 2018 дури 25 милиони 679.000 денари.